Денеска ќе проговориме за многу горливи прашања кои што ги мачат Кумановчани. Со мене во студиото е директорот Даниел Стојчевски на јавното претпријатие Чистота и зеленило. Ве поздравувам и ви посакувам добар ден. Добар ден и на вас и сакам да упатам еден поздрав до сите слушатели на Радио Браво. Благодарам. Започнуваме со она што од неодамна се случи во Куманово. Знаеме дека Куманово фигурира на листата на најзагадени градови во Македонија. Кумановчани вообичаено дишат загаден и чист воздух, за кој што имавме и алармантна состојба, се имаше и протести, луѓето излегуваа во сабота, но сепак јавното претпријатие Чистота и зеленило започна со повеќе акции токму во прилог на заштита на воздухот. Да започнеме поред, најпрви за она што се случуваше минатата седмица, а тоа беше засадување на садници во повеќе општини на влезот во населбата Перочичо. Знаеме дека со големи напори се трудите за да возможите се за почиство. Повелете. Така, значи јас како граѓанин кој што живее во општина Куманово, најпрво сакам да кажам дека лично сум заинтригиран за оваа ситуација која што се случува со загадениот воздух. И навистина пред одреден период имавме енормна загаденост. Ние како јавно претпријатие не само во овој момент, веќе подолг временски период превземаме одредени мерки за спречување на оваа појава, меѓутоа нашите ингеренции во овој дел се навистина ограничени. Ако ги согледаме параметрите од некои институции, аналитичари, ќе видиме дека загадувањето во најголем дел доаѓа и во временски период кога граѓаните почнуваат да го користат огревот во своите домаќинства, па така некои показатели покажуваат дека се користи несоодветен огрев кој допридонесува дополнително за загадување на воздухот, освен останатите параметри. Ние како јавно претпријатие имавме поплаки од страна на граѓаните, особено оние кои живеат пред влезот на населбата Перочичо, за палење на дивите депонии. И веќе не знам по кој пат таа дива депонија се чисти и повторно по само краток временски период таа прераснува во една енормна голема дива депонија. Ние имавме акција пред недела дена, ја исчистивме таа дива депонија по реакција од страна на граѓаните. Сакам да истакнам дека некаде пред месец дена, месец и половина, имавме акција за чистење на една исто така голема депонија која што е лоцирано во местото викано Прамакови њиви. Тоа е покрај самиот кеј на реката. Таму имаше навистина голема количина на смет насобран од населението кое што живее таму. Имавме една пообсежна акција каде што го исчистивме, изнесовме тој смет и поставивме садови за смет. Меѓутоа, за жал, морам да констатирам дека повторно и на таа локација веќе имаме огромна количина на смет, не се почитуваат правилата за изнесување на смет, се фрла не само комунален смет, се фрла секаков вид на отпад, се фрлаат и шут, особено оние кои што се занимаваат со транспорт од домакинствата што изнесуваат одредени работи кои што не им се потребни на луѓето, не ја користат нашата депонија, кој им дава можност на овие луѓе што се занимаваат со транспорт. Еве и сега донесовме одлука во Советот во општина Куманово да може по цена од 0,2 денари по килограм да отидат на нашата депонија и да го одложат тој отпад кој што го насобираат. За жал не е тоа така и навистина повторно на таа локација имаме насобрана одредена количина на смет, повторно се создава дива депонија, а не знам од кои причини подоцна доаѓа и до палење на истите депонии кои допридонесуваат само дополнително за загадување на воздухот. Ние како јавно претпријатие навистина сме ограничени со ресурси за чистење на овие диви депонии од аспект што ние немаме задоволителна механизација која што ќе може во секое време да излезе да чисти тие диви депонии. Заедно со општина Куманово и градоначалникот на општина Куманово ќе работиме во нареден период да може јавното претпријатие да се домеханизира, да може да купиме одредена механизација која што ќе ни служи за оваа цел. Инаку сакам да искористам оваа прилика да го поздравам приватниот сектор кој во овие денови ни излегува во пресред со механизација која што ни ја донираат за да може да работиме со неја. Од останатите акции и мерки кои што ги превземавме на некој начин за спречување на загаденоста е тоа засадување на дрвца, уредување на зелените површини кои што ги имаме низ градот, реобнова на
терните површини. Во минатата недела засадивме некаде околу 150 дрвца заедно со градоначалникот на општина Куманово, и тоа на две локации, долж улицата Тодемен дол во Дивата населба и улица 100 во населба Карпош. Тоа се дрвореди насадени на новите тротоари кои што беа изградени минатата година. Освен овие мерки, општината започна и со мерката која што по некои анализи дава некој резултат за намалување на загаденоста на воздухот. Значи, мора да имаме во предвид дека ние не можеме со оваа мерка да зборуваме за тотално спречување на загаденост. Мерката на аеросолизација само дава резултат во одреден временски период каде што допринесува за намалување на загаденоста на воздухот. Тоа е мерка каде што со еден атомизер влечен од механизација се врши прскање во воздухот со вода, обична H2O вода. Значи, на некој начин се предизвикува вештачки дожд. Атомите кои што се наоѓаат или тие PM10 честички, водата ги врзува за себе и при паѓање паѓаат на улиците. Да, на улиците, на тротоарите. Подоцна, паралелно со вршење на тој процес, јавното претпријатие Чистота и Ленило пушта една цистерна и се врши перење и отстранување на истите тие PM10 честички, за да не при сушење на површината се кренат повторно во воздухот. Тоа се некои од мерките кои што може да ги преземе јавното претпријатие. Ние ќе се залагаме да во нашиот расадник, кој што го користиме за создавање на нови насади, да во наредната година се обидеме да направиме што повеќе нови засади, да засадиме на територија на општина Куманово што повеќе насади, за да може да на некој начин да влијаеме врз аероамбиентот кој што го имаме во нашата општина. И тоа е на некој начин се што може да стори јавното претпријатие. Навистина сме ограничени во тој домен, ќе мора навистина да проработи свеста кај граѓаните и еве по не знам кој пат повторно ќе упатам еден апел до самите граѓани да почнат да се грижат за животна средина, да не создаваме смет, да не ги создаваме тие диви депонии. Имаме простор кај што може отпадот да биде одлаган и навремено да биде изнесен од страна на јавното претпријатие Чистота и Зеленило. Имам податок дека кумановските инспектори во изминатите 3 месеци напишале 27 казни и 58 опомени на граѓани кои што го прекршиле законот за јавна чистота и животна средина. Инаку, најголем дел од казните се однесувале на фрлање на отпад на јавен простор и на палење на отворен простор. Колку изнесуваат казните, дали вие сте запознаени или како што стои во податокот од 50 до 200 евра? Дали мислите дека со ова сепак би се заплашиле граѓаните и би имале повеќе совест? Во изминатите 6 месеци со отпочнување на еден процес за возобновување на тие зелени површини и расчистување на дивите депонии, заедно со градоначалникот излеговме во медиумите и апелиравме до граѓаните да престана со создавање на дивите депонии и непрописно исфрлање на смето, дури во централното градско подрачје, каде што има поставено и нова урбана опрема која веќе во голем дел е урнисана. На некого му сметало? Не знам навистина од кои причини, меѓутоа имаме такести појави, се апелираше до граѓани, меѓутоа тоа не вроди со плод. Имавме и маркетиншки влегувања во места каде што мислиме дека можеме да влијаеме со разговор со населението, делевме флаери и тоа навистина не роди со плод. И мое лично мислење, ако мене ме прашувате, ние веќе мора да почнеме да ги казнуваме несовесните граѓани. Јас износот на казните навистина не го знам, колку изнесува казните, меѓутоа знам една мерка која што инспекторатот во општина Куманово може да ја изрече на сторителите, а тоа е општа корисна работа. Општа корисна работа представува казнување каде што сторителот ќе мора да дојде во јавното претпријатие Чистота и Зеленило и да работи одредени денови во неделата, па би препорачал до надлежните инспекции и служби, и веќе разговаравме со раководителот, да пристапиме кон тој начин на казнување на граѓаните, па да дојдат и да видат тие сторители колку е тешко встушност чистење на градот и на отпадот кој што го прават. Сметам дека со еден таков начин на репресивни мерки може да се влијае врз сторителите и да се на некој начин спречи тоа
непрописно фрлање, унесување на опремата која ја имаме поставено. Еве само за пример ќе кажам дека ние во изминатиот период имаме поставено некаде до 100 мали корпи низ центарот на градот за фрлање на смет. Паралелно со секоја клупа која што ја местевме во централното градско одрче, до истата поставувавме и корпи за смет, помали корпи кои што редовно ги чистат вработените во јавното претпријатие Чистота и зеленило. Ако прошетате низ градскиот плоштад, може да видите дека пред секоја клупа, речиси пред секоја клупа, има остатоци од семки, има остатоци од јадења, хартија, и навистина не знам зошто е тоа така, а она што е специфична појава да во последниот период кршат тие корпи и некаде според нашите анализи 30 до 40% од поставената опрема е веќе уништена. Ние работиме на возобновување на истата, меѓутоа тоа се огромни средства за општината, тоа се огромни средства и труд за јавното претпријатие и би сакал исто да апелирам до граѓаните да престанат со урнисување на таа опрема, бидејќи навистина нема потреба од такво нешто. На крајот сите живееме во град и загадувањето, нечистотијата сите ќе ја почувствуваме во иднина и ќе се одрази врз нас. Слушнавме како се справувате со загадувачите, со депониите, со урнисувањето во градот. Како поминуваат садниците што еве сега ги засадивте? Дали очекувате дека барем тие ќе се сочуваат? Бидејќи сме сведоци на многу уништување на садници. Иако се засадат, сепак следната година остануваат многу малку и преживуваат. Така, еве еден пример исто ќе кажам. Пред некои 6-7 месеца, не знам точно пред колку време, меѓутоа отприлике толку, имавме акција за посадување на насади на спомен костурница. Беа посадени некаде околу 200 дрвца на шумскиот дел на таа локација и некаде околу 70 до 80% од тие насади, тие дрвца кои што беа засадени, беа уништени. Овие локации кои што ги насадивме во минатата недела, сепак се на главни и прометни улици и очекувам да најголем дел од тие садници ги задржиме, односно тие садници да можат во иднина да прераснат во едни убави дрвца кои ќе го заштитуваат воздухот, ќе го заштитуваат тоа население кој што живее во тој дел од прашината и на некој начин утре ќе има еден поубав изглед при шетање, при користење на самите тротоари. И сметам дека токму тие причини овие садници би требало да обстојат, а јавното претпријатие Чистота и зеленило ќе се грижи за тие садници, редовно ќе ги наводнува и доколку е потребно интервенираме кај некоја садница за замена, некоја интервенција ние ќе ја вршиме самите. Нормално. Би сакала да позборувам и токму за она што го поставивте во Куманово, тоа е проектот за селектирање на примарниот отпад. Колку тоа е ефикасно во градот Куманово, иако е проширено и низ останатите градови, колку ја имаме ние како кумановчани таа култура да го селектираме отпадот и да знаеме дека во тој дел се фрла сметот за стакло, во следната за пластика и третата мислам дека беше хартија. Така. Значи при отпочнување на овој процес тоа беше моја интенција и еден од начини како да се подобри состојбата со сметот во градот, а од друга страна како да се подобри и приходната страна во самото јавно претпријатие, бидејќи сметот во европските земји значи пари. При отпочнување на овој процес, при разговор со менаџерскиот тим, со разговори со одредени познавачи на оваа работа, аналитичари во Куманово, на почетокот беа навистина многу скептични од причина што ми велеа ние немаме култура сметот да го фрламе во садовите за смет, а не пак дополнително да го селектирам. Јас си покрај таквите скептични објаснувања кои што ги имав, се нафатив да отпочнеме со овој проект. Поставивме на почеток садова селекција на 15 локации во центарот на градот. Во изминатите денови ние како јавно претпријатие го наблюдувавме овој процес како ќе се одвива и морам искрено да ви кажам на моје лично изненадување на сите граѓаните на општина Куманово се трудат да го селектираат отпадот. Навистина се трудат, тој процес добро оди. Проблемот со кој што се соочуваме во моментот е дивите собирачи. Дивите собирачи кои што собираат пластика и хартија, особено за тие два дела, си најдо една шанса да сега сами сметиме на куп,
ги превртуваат тие садови за смет, бидејќи единствено тој селектиран отпад може да се извади само под површината на садот, ги превртуваат, го вадат сметот, а при тоа несвесно ги уништуваат садовите за смет. Подоцна ние се соочуваме со проблеми за изнасање на тој смет. Еве ќе ви кажам еден податок, бидејќи ги собираме, имаме начин за мерење на тој отпад. Некаде над 3 тона за месец дена Куманово имате селектирано стакло. Од она што успеавме да одземеме пластика, имаме пластика околу 500 килограми и покрај дивите собирачи проблемите со кои се соочуваме нив и некаде околу 300 килограми хартија. Навистина овие бројки сега можеби изгледаат како мали, како нешто неуспешно, меѓутоа во иднина со обезбедување на дополнителни садови за смет, да прошириме локации, да може да влијаеме врз дивите собирачи, да почнат и тие да бидат казнувани поради несовесно собирање на сметот. Сметам дека Куманово може да пристапи во иднина кон создавање на површини за поставување и на подземни контейнери за собирање, подземни садови за собирање на смет, кои во иднина не би пречеле на сообраќајот, би биле со поголем капацитет и количина. Тие садови се со 3 пати поголем капацитет од овие што ги имаме сега моментално поставено и може да дојдеме во состојба каде сметот или насобран во тие подземни контейнери не би се изнесувал во текот на денот и не би се создавало пречки во одвивање на нормално одвивање на сообраќајот, бидејќи сега имаме навистина многу големи реакции од возачите, али ние сме обврзани, тој сме да го собереме. И ако ние го собереме 3 пати деневно, настанува една хаотична состојба, тогаш со тој процес на подземни контейнери ние би можеле сметот да го изнасаме само во вечерните часови. Значително би се подобрило финансиската состојба во јавното предпријатие, бидејќи вака селектираниот отпад подоцна јавното предпријатие преку лицитација може да го продава. Тоа би значило дополнителни приходи за јавното предпријатие. Од друга страна, ќе имаме намалување на сметот насобран на депонијата која што имаме и нема да имаме палење во летните периоди, ќе имаме значително помала количина, нема да имаме испуштено на оние токсични материи кои што се смета дека настануваат од таа депонија, ќе имаме значителни придобивки, како јавното предпријатие, така и граѓаните на општина Куманово. И мојата желба им ќе биде, додека еве менаџирам со ова предпријатие, да изнајдеме сили, да изнајдеме средства, да ги поставиме тие подземни контейнери. Може би тоа е едно од најефикасните решенија. Така. Имаме многу горливи прашања. Јас верувам дека сега и да го отвориме телефонот ќе имаме многу прашања, но за тоа немаме време во некоја друга прилика. Уште нешто да додадеме што испуштивме во врска со она што би ги засегало нашите граѓани? Обично граѓаните што не прашуваат, што стизаат прашања до мене како менаџер на јавното предпријатие, до вработените во јавното предпријатие, е проблемите за нередовното изнесување на сметот, закаснување од ден-два. Сакам да информирам јавноста дека тоа не е поради негрижа на јавното предпријатие, поради неработење на самите вработени во јавното предпријатие. Се соочуваме работиме со навистина застарана механизација која е подложна на кварови. Многу е тешко да се поправи еден камион, бидејќи знаете дека сме обврзани со закони, сите постапки одат преку јавни набавки. Набавката на делови, на резервните делови оди многу тешко и се случува да се задоцни за до ден, до два со изнасање на смет во одредени домакинства. Наидуваме на реакции, навистина граѓаните реагираат со право за ваквите појави, меѓутоа ние се трудиме како јавно предпријатие да она што е утврдено согласно динамичниот план и правилникот донесен од страна на Советот на општина Куманово, тоа значи 2 пати неделно изнасање на сметот во централно градско подрачје и еднаш неделно во приградските населби, да го одржиме тој тренд, да може да ги задоволиме едноставно потребите на домакинствата во Куманово што живеат. И едно од најчесто поставуваните прашања, а тоа е уредување и на веќе постојачките зелени површини кои што ги имаме, 3 парка кои што ги имаме во град Куманово, тоа е Соколанскиот парк, централниот градски парк кој што се наоѓа во близина на јавното предпријатие и нашиот ќе се трудиме, интензитет ќе биде да овие површини ги одржуваме, ги обновиме со нови зелени насади, а паралелно ќе работиме и на оформување и создавање на нови зелени површини.
Она што во моментот се соочуваме како проблем е изнаоѓање на начин за наводнување на истите, веќе работиме на тој проблем. Се надевам дека во брзо време ќе биде надминат, односно јавното претпријатие ќе си направи своји сопствени бушотини за снабдување и наводнување на зелените површини и подоцна би немале такви проблеми и навистина со еден таков начин на работа би имале еден поубав изглед во градот, би имале повеќе зелени површини. Заеднички да се надеваме на поубаво и на почисто Куманово. Јас ви благодарам за одвоеното време, ви благодарам за разговорот. Се гледаме во некоја друга прилика.